Здраво, дечки, на уште една епизода на Байкерот и Кросфитерот подкаст во партнерство со FitGuru МК, сервисот кој што ви доставува до вашиот дом здрави и убави оброци, за вие да нема мислите. На сајтот fitguru.mk има се што ви интересира да знаете, различни менија, различни пакети. Ако се решите за нешто, искористите го кодот BNC10, ќе го има и некаде горе и во опис. Голема благодарност и до другите спонзори, Bestoy Solutions, CrossFit Skopje и благодарност до вас гледачите. Вие сте тие што го овозможува ова. Веќе почнавме со Жаре многу позитивни пораки да примаме и да не ви се заблагодаруваме на сите поединечно, иако се обидувам ја по пораки, по коментари. Стално ве тама работиш. Еве и вака, Уште стварно... не се толку многу. Да, еве и вака, стварно едно огромно фала до сите вас што така се ослободувате да ни пишете. Многу ни значи тоа, за тоа и си тераме. И еве сме денес без гостин, само јас и Жаре, со Да една... видиш, саѓаме малце, доста беше со Да, 3 комада. со една нова тема која што и мене и на Жаре длабоко во срце ни лежи и одамна се спремаме да си ја поприкажеме. Еве сме најспремни, мислам, до сега. Да. Со низок забелешки, со тетрадки, со чуда, се надеваме дека нема многу да забегуваме у тангенти, ама иако забегаме, Таква е темата, тоа е тоа, таа е темата, тоа се животните искуства, ќе се трудиме да се држиме до некоја структура, но тоа е тоа. Жаре, објасни што е темата за денес. Темата за денес е процесот и навиките и како едно без друго не иде и како овие се клучни работи за нашиот живот. Зашо, како што рекол Аристотел, еве ќе почнеме со quotes, не можам на македонски да ја преведам, супер си е на англиски. We are what we repeatedly do, so therefore excellence is a habit, not an act. Ајбе ќе преведеме што. Што значи ова? Ние сме тоа што секојдневно го правиме. Така. Така да, сега excellence, Excellence. Исклучителност. Тука запнав со преводот. Да. Иначе друго велест. Успех на секое поле на најразличен начин, небитно е, нека биде, не е случајност, не е еднаш се трефнало, што и два пати застанат саат покажува точно денот, него тоа е се секојдневните акции и одлуки што ги правиме во текот на процесот на изградување на тие навики и затоа го правиме тоа што го правиме и сме успешни, има у Excellence. Има бе екселенција. Екселенција. Се разбира. Дека уствари успехот не е случаен. И оние муабети, тој талентиране ова она за било какви, не спорт, него било која сфера во животот, се не постојат. Имате и мал милион книги за тоа, од Atomic Habits, Power of Habit, книги за навики, има една што случајно е за тоа на Outliers, неколку пати сме ја кажале. Али во вие за навики е многу убаво го објаснува целиот процес и го разложува зборот и навика, што е навикот. Што е навик? Не е збор, него е чин. А таму почнеме. Да. Навика, луѓето ние сме робови на навики или навиките може да не ослободат доколку нели ни се корисни и добри. Као, например, здрав начин на јадење или нездрав начин. Сега ние пак преку спорт тоа и го врзуваме, ама многу пластично и лесно може да се објасни. И сега има еден патерн што се случува. Тука ова не го измислив јас, значи само цитирам луѓе попаметни од мене што истражувале, јас што сум научил и што пробам да ви пренесам денес на вас. Прво е Q, односно тригер, моментот која ќе не заинтригира. Аха. Тука е, добро, ова. Пример, порано на времето, која ќе виделе тип на дрво, рецимо, која да јадеш одма било во оној период пред 2000 години,
одма и све што е брзо и сега да јадам, што може никад нема да јадам више. И што било есенцијално да ти најбитно во свет е било да јадеш и да имаш топол дом. Односно дом во тој момент, како и да спиеле и правеле, него за солниште, еве да речем. И проаѓа покрај дрвото и пештерскиот човек и, например, гледа боровинки и го препознава нареден пат тоа дрво и оди и сега вика, него дрвото со боровинки, јаде, тука има храна, добро е. Утре ден таа проаѓа покрај истиот пат, автоматски го да гледа добро, тој тип на дрво ми носи храна. Се упатува без да размислува и се дрвото е тригер за храна. Аха, него она дрво што личи онака, значи тоа дрво има храна. И се тригер за тој да јаде, тој тип на дрво и тригер му ќе го види, таму има боровинки, нема веќе се фативме за тоа. Оди и јаде. Нутре дента више точно знае кај е дрвото, што се вика кога си одиш на кај дома, ти не го мислиш патот свесно, кога ги врзуваш врвците, не го мислиш тоа свесно. Да. Едноставно ти е навик. Сега човекот, односно мозокот, секое битие, нели, се храни и се одржува у живот со енергија. Таа енергија може да потрошиш на најразлични начини. Сега навика е механизам на мозокот што сам си створил алгоритмички и си ги апдејта поред. Сега ние денеска пробуваме и сакаме тука да укажеме на тоа свесно за како ние овој алгоритам малци да го изманипулираме нормално на позитивна страна за сите нас. И со стварање на навики, мозокот прави она енергија, зачува енергија. Ефикасно. Зашто на аутопилот ти кога врзуваш врвци не размислуваш сега ќе врзам врвцата, ова да земам тука. Затоа ствара навиката. Ствара навиката. Тоа е шорткат. Тачно, ќе го вреже нервниот пат, автоматизам. Тоа е механизмот на мозокот за сочувување на енергија. Штеди, да. Да, сега, после Q има реакција. Тука како ти ќе изреагираш, односно го гледаш дрвото, дрво, реакција, зимаш боровинката, реворд, награда, ја јадеш. Се у првиве, најстарата книга, не се сеќавам како се вика за навики, е Q, response, reward. Добро. Тригер, реакција и награда. Во 1980 мислам таа Power Habit не е толку нова, не ме фаќате за збор, така мислам. Истата реакција, истиот патерн. Се овој дечко во Atomic Habits, тоа е некоја најнова, најмодерна варијанта за навикиве, има додадено само, ама стварно човеков размишља на овие теми, свесно мисли, вика, што ако, например, има исти Q кај двајца различни луѓе, а не за секого, например, даде некој пример со кутија цигари. Двајца пушачи проаѓаат, Q-то е кутијата цигари ја догледуваат на масата. Пушачот што си вика? Кутија цигари, не пушам, си оди. Пушачов што вика? Опа, цигари, му се припушува, ќе запалам цигара, и да зима цигара, си пали цигара, тој му е ревордот за него. Како кај некој се прави награда, кај некој не се прави награда? Не. Тука што е четвртото што он го уфрла измеѓу респонс и измеѓу реакција и награда е craving. Craving, како да го преведеме craving? Нагон. Браво. Стрв. Нема нагон, нема стрв, зашто пушачот не пуши цигари, нема потреба и нели не го перцепира тоа како тако. Пушачот можеби не пушел еден саат, догледува кутија цигари, се тресе, му се пуши цигара. Тука тој збор е многу битен, тој craving. Тука се случува целата манипулација на навикиве што ја правиме. И тука почнуваат оние трикови како да изманипулираш нешто што и да сакаш да го направиш, а не го правиш во врска со навикиве. Како ти лоша навика да ја претвориш у добра. Таму е просторот кај што човекот може да интервенира. Извини. Сега. Лошите навики даваат инстант убавина, пример чоколадо, ми го изгледуваш, го јадеш, инстант ти е убаво. Ама на долги стази дава негативен ефект. Што ти у моментов баш и не го гледаш, не го приметуваш, ти е убаво, ајбе чоколадо, ќе го изедеш. 20 години секој ден по едно чоколадо, претпоставуваме кај ќе отиде работат. Додека кај добрите навики е обратно, затоа сега тука е заебанцијата, зашто лошите навики лесно се ствараат, а добрите навики многу потешко се ствараат. Каде што кај добрите навики у моментот нема знаеш како ги објасни он, вика, кај лошите навики прво го добиваш продуктот, го добиваш цело време, па на крајот на патот ја плаќаш цената.
А Аха, кај добрите навики прво плаќаш, добро. нема, плаќаш, и таму за 100 дена, да речеме, доаѓа оние, еве Наградата. наградата уствари. За 21 ден, нели онаа мит, за 3 недели се ствара навика. Добро. За 21 ден се започнува со една навика, за 44 се подзакоравува и станува некаков тип на навика, за 90 дена веќе е таа дел од твојот живот. Затоа и кај нас, односно дел од твојот лајфстайл. Аха, Затоа кај нас у сала, често ќе ме прашаат некој што да правам, што да пазам, што да... Прави го ова и ова, и се гледаме за 100 дена. без исклучок. Без исклучок. 3 месеца, 100 дена, како сакаш, јас 100 дена го викам, убава крупна бројка е стотка. 100 дена. Како го правиме ние тоа кај нас? Запишуваме, имаме листен habit tracker, како се вика ова е? Дневник за навики. Дневник, да, со коцки, само штиклираш X. Да. Нема некоја работа. Ти се пишеш, например, исхрана. 5 до 7 пати да пазиш неделно. Испазени оброци. Се договараме ние претходно што е испазен оброк на лицето. 4 до 6 пати да тренираш во сала. Кој си трчал на кеј, се важи, си играл фудбал со другарите, се важи, не е битно да е физичка активност, кај што условно ќе се испотиш. И све ти е направено, ти само што имаш задача да ставиш штикла или X. Толку. И Си on пазел repeat. штикла. Не си пазел X. Си извежбал штикла, не си извежбал X. И сега и тоа, тука е оној момент кај што е малце манипулација на хормони, али у позитивна смисла што го зборевме. Со самиот чек кој ќе го ставиш, Да. има мален допамин има едно хит. хитче, има Да. едно хитче, да. Да не речам како оној на Инстаграм. Да. Сега еве сме... Едно успешно рилче. Да, баш. Тој лайк или не знам што. Али тука еве го со лошите навики прво добиваме, па цената ја плаќаме изгубеното време, или на Инстаграм дремеш, допамин хит. Прошло еден саат, вака и кај отиде времево, ништо не сработив. А кај ова друго обратно, нели, прво работи, вежбај. Ти, например, ако извежбаш еден тренинг денес, ништо поразличен нема да бидеш утре. Или ако денеска изберам јас... Од тој еден. Да. Денеска јас оброциве Fit Guru сум ги дал на друг да ги изеде. Јас ми седел у седмица и сум си купил. Ништо нема да има разлика утрената на вага, body composition кроз еден ден, тоа ништо нема да смени. За жал вака многу луѓе размислуваат, али сакам да им ги отворам очите кога со тие 1%, day by day, ден по ден, ништо не се случува, да. Ама дај му 90 до 100 дена и на 100-тиот ден ќе дадеме суд дали била добра или лоша одлука. И затоа го правиме тоа 100 дена, што е убав период, нели, третина, четвртина година, 3 месеца. И тогаш може да се вратим. Ајде сега, кај бевме на прв ден, лупам, 102 кила, 27% масти. Кај бевме Еден на... чучен, 2 склека. Да, си вежбал 3 пати неделно, си пазал 3 пати неделно од 7 дена. Вториот месец може би има мало подобрување, 4 пати неделно со 5 испазени оброци и ослабено 7 кила да речем у тој месец. И така прогрес по прогрес, месец за месец, ден за ден, тренинг за тренинг, оброк за оброк, кроз тие 100 дена се вратиш назад и ги изброиш сите тие склекови, чучњеви, вежби, и денови спазени и буквално целиот пакет кој ќе го земеш, ти после тие 100 дена си подобро се осеќаш, подобар ти е posture или постурата, држиш поправо, си исправен со... Знаеш, сите викаат, после месец дена како се осеќам, не знам зашто, ама многу убаво се осеќам. Тоа ќе кажев ја. Друг човек си. Не знам зашто, ама убаво се осеќам. Истиот си, ама друг си. Да. Може би си посмирен. Anxiety то малце ти е спуштено. Друг човек. Се истоштуваш и што викаш ти правите тешки работи. На некој начин е тоа тешка работа ти да одиш и да извежбаш, меѓутоа затоа навиките се тука да ти ја створиш преку овие механизми со листот, со штиклирање, тоа е една од метода, има милиарда методи, не мора ти за таа да се фатиме што јас ја применам и функционира. Не значи дека други не функционираат. Да ја створиме навиката да ти станеш тип на човек што вежба 4 до 6 пати неделно.
Тоа е тоа дека станува лајфстайл. Гледаш како и сам кажа, Ете тип така. на човек. Значи ти си друг човек. Ти си, да, баш. Прај го без исклучок 100 дена, на 100-тиот ден ти си друг човек. Ти после не си човекот што калкулира, нема да отида, ај само 15 минути. Не, Да. само 15 минути или не знам што. На 100-тиот ден ти си друг човек. Ти си човекот што тренира 6 пати неделно, јаде и спие и се гледа здраво. Знаеш кој ќе кажат, имаш нека брза исхрана пред одмор да се средиме. Ма после одмор не е крај на светот, човече. Да. Нема да заврши светот, ти си се сликнал дека си подослабел, некој стомашни сизел и тоа е тоа. Не е крај на светот. Наредно лето, пак е лето, пак ќе одиш на одмор. Понаредно лето, пак е лето, пак ќе одиш на одмор. И тоа нема крај. Тоа е зачаран круг. И сега ти дај свесно да размислиме, ако сакам јас да сум нели фит и да изгледам убаво, ајде да не гледаме крајниот продукт што е, него како ние ова измеѓу тога наречено процес и тие работи што се прават меѓу почетокот и крајот, нели тоа е цел пат што никој не го збори и едноставно тука тоа нема крај. Реалноста е таа, значи ти мора да работиш секој дневно. Супер е ние цели да имаме и со ние 21 day challenge подведено од онаа теорија за 21 ден се гради навика, да се гради некаков тип на нешто што се оформува и уште не можеме да го наречеме навика. Зашто ја ти те тргнам сега 5 дена, толку. ќе стана 2 недели, 2 месеца, 5 година, 2. А пред 2 години? Се порам дека сум бил спортист. Се пораш дека си бил ти со 2 живота искуство во спортско. Не могуче А нешто. кај се 21 ден? И зашто се лоши тие лоши? Не се лоши, се што е добро да некој ослабне 5 кила и да си го подобри здравјето, тоа е добро, ама не се финалното решение тие 21 ден челендж. Може например некој секоја честа кој ги употребува да отпочне некаква навика и после тој челендж да продолжи, што се случува на крајот на тој челендж. Леле, чекам утре 21 завршува, заутре ќе се разјадам, кој ќе земам да пијам некој ако тоа прави, знаеш, као награда е тоа што пробуваш да не го правиш. И малци ми нема логика туката. Па ја нема трансформацијата. И нема шанси за 20 ден. Ќе ослабеш X, колку? Нека се 10 максимум. Да. Не си јадел, затоа си ослабнал 10. И после што правиме? Ајде назад све. Значи не е тоа начин. Ние сакаме значи тоа да биде долготрајно, да трае и да се посветиме на day to day, ден за ден, тие 1% ситниците. Да, Знаеш како може да, уште еден тул е интересно, секој склек е например као глас што си го добил, дека ти си тој тип на човек. Секоја вежба што ќе ја направиш е као некој да гласа за тебе, да, ти си тој тип на човек, разбираш? За некој да го изгласа треба многу гласови, сега ако гласам, не гласам, еден глас. Ама знаеш зашто викам што се замараат политичари, секој глас е битен, ме разбираш? Да. Али има таа нивна теорија и пракса која превзееме ние за нашево. Секој склек е еден глас. Да. Секој тренинг си добил уште еден глас. Гласаме за тебе дека ти си таков тип на човек. Секој испазен оброк е глас. Мини победа за себе. Win. Мини win. За win. таа цел ние што ќе ја зацртаме пример 10 кила на крајот на месецот е супер до тој момент. Или еве некој не банален пример, некој не вежба подобра метафора. Се sign up за полумаратон. И вика, сега ќе почнам, нели има оние апликации, from couch to 5K, или тоа маратон, не е ни битно, тренинг програми, трчање. И вика, сега се sign up за 21 полумаратон, и почиња и 4 месеци, и тргнува, и првиот ден е, истрча 1 километар, мешано со одење, твоја работа, тргни. Деј 2 пауза, деј 3 километари 100 и така постепено кроз 4 месеци таа програма те многу постепено, многу внимателно те носи до полумаратон. И ти трчаш полумаратон, супер си, све секоја чест за 4 месеца од ништо до нешто и престанува да трчаат луѓе. Ај една недела пауза ќе направам, заслужив и 4 месеца, супер, заредив топ, истрчав 21 километар пред 4 месеци, не можев, супер е тоа. Се тука е крајот нели на патот и навиката згаснува, немаш зошто да продолжиш. Нема
И тука се најчесто луѓе се увалуваат. Следен маратон, полумаратон и така натаму за не изгубен, викаат тоа е супер метода. Јас тоа го направив. Продолжиш така тера супер. Да, јас тоа го направив например во короната кога снимавме видеа, со Неотел имавме соработка 2 месеца, секој ден 4-5 пати неделно. Јас дома, намерно од дома го правев за да не сега да ќе одам у сала, ќе го снимам видео и бенч да правам и да да беа дома, ти си и дома. на згибови, да може да го отклучам. И од сала се снима правеа луѓе, ама не за да се долови моментот од дома. Сега ми предложи сакаш тоа да биде као тренинг ти да збориш бла 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 и да даеш пример. Викам не, јас ќе го правам целиот тренинг и ќе зборам да го правам. И ја буквално 9 станував, жена ми спие, искачам. Од 15-ки, 2 од сала се Лайф земав. идеше? Не лайф, го снимав на камера, ваква камера ми Добре. дадоа, стативче едно, тачно имав обележано кај се гледам А, и супер после цел. си го пушташ. И само идам ја од другата страна, штрак, он, се Аха, враќам. јас. Здраво на сите, денеска, бла бла бла. Тренингот е тој, правиме вака и вака се изведува тоа, ајде да се загреем. И тренирам, имав тајмер на телефонот, ќе си пуштев онаков табато интервал некој што си местиш, интервали да различни, и загревањето иде, не знам, толку и толку не е бит. Ама јас буквално се загревав, истегав, како што беше тренингот, ја цел го правев од загревање до крај. Добре. И сам себе знаев дека си дома, ќе се улежиш, ти изговорите, гласчето почна да глава, ај па лабај се па. За тоа го правеше? 20 колку има 7-8 години, со бајле до вечер си лабај малце, искористи го месец, 2 пауза. Не, јонака не работите, шо сними 1 минута и живе. Ама знаев дека нема да вежбам, што имаше тие полициски часови она, и дека ќе стане комфорно. Аха. Немаше бега, ја не сум ендуранс атлет да идам да трчам, немам статичен точак дома она. На тој тип на атлети може и не им смени премногу. Али јас Да, со бе, сала, стварно. кросфит, згибови, ми се фаќаше шипка, човек. Мора нешто, човек. Бенч ми се прави, ми се шипка до тегови да фрлам, ми се, не ти фали. Ја двете бучици, 15-ки, сите тренинзи со тие. Другите ги раздадовме на луѓе по сала, за вежбаат дома. И да не биде сега оние зум, мум, знаеш, ме нервираат тие. Не, пак е боле на нешто од колови ништо, све, ама аха. не ми се свиеше тој метод. Уживо, face to face ми е многу подобро, се добро се ситуацијата налагаш. Викам, добро, зашто не направиме сега ние на наш YouTube канал, ќе одат видеа, кога сакаш ти во денот, Мгм. ако сакаш утре почни го вчерашниот и никад нема да закастиш, кога сакаш пушти го 2, сакаш од 2. Добро. Што многу луѓе имаш, абе може од 6, а може од 7, а може од 5 и се ќе дадат 7 души од 5, четворица А. од 6, 12 од 7. А сме на Zoom. Сега 3 сата треба да изгубам за истото, а немаме физичко ограничување кај што не ограничувам. Сега беше 5 тренинга Илјада на ден. луѓе може, да. И викам, добро, нека биде на YouTube. И сега јас намерно им реков, луѓе, јас ќе го правам цел по 25 пола сат видеа. Ќе го правам јас, си го увалувам за јас да вежбам и тоа е тој тип, нели, што сам си го увалуваш. Е тоа е она со маратоните, ќе се Аха. после една недела се пријавувам на некој Берлин, нема врска, за 4 месец. И сега се спремаат за тој. И такви се тие некои типови на ситници што може да помогнат при градење на навики. Да, намерно си наеш нешто. Намерно, За да не ја јас си го викам изгубиш. да си го увалам сам на себе, Да. зашто се знам каков сум и се манипулирам на позитивно, ама треба да си малце искрен со себе тука. Да. Што имаше некои други quotes? Чекај, немав други квоци јас. Тоа е за после за со процесите. Добро, тоа е тоа. Немам јас други, тоа е после процесите си влага. Па процеси навики што. Сега, многу е битен целиот процес што го правиме, зашто на крајот на денот, нели оној филмот што ти реков да го спомнеме да ме убиеш, не ми текно како се викаше, со гимнастичарот. Се повредува, Пробам да го па не најдам. знам нешто, да, ќе го изгуглам јас после, не, ќе го ставиме у description. Скеше дечко се повредува и нели цел филм го тренира, некој тренер го враќа за не знам, за олимпијада или за нешто мит на коледж беше гимнастичарски во Америка. И го води тренеров и нели цело време it's the journey not the destination, it's the journey not the destination и кога идат на планината и уствари сваќа дека тој другарот кој му вика на кој му збориш ти цело време. Тука нема никој нели на филмот на крај сваќаш spoiler alert. Да, бе. Сам си збори, да. Уствари дека Ама е го тоа издаде филмот. стара е го гледале си. Али нема везе, сака да каже писателот сака да каже дека не е дестинацијата, не е врвот на планината ти.
куп срања треба да проминеш trials and tribulations да стигнеш ти до тој врв. И ако секогаш се задоволуваме нели со оној end result, ќе биде добро. Now what? Сега шо? Затоа сега многу битно, ако спомнеме тука во епизодава дека еволуира процесот и навиките. И тоа што ти денеска си мислел дека е невозможно да го достигнеш, кога си почнал по патот, нели оној квот на 250.000 пати што го шеруваат цело време, биди среќен, денеска си таму, кај што еден ден си замислувал дека ќе бидеш. Аха. Стил, и тоа стварно е премногу вистина и ми се случило мене, сигурно и тебе. И прво да си благодарен у тој момент, да си кажеш супер е, топ, еден сањав да сум овде, сега actually го живеам овој момент. Исто како со подкастов што беше, ја не можев да замислам, мене жена ми еднаш ме праша што би направил рандом некој муавет луп, што би направил сега, знаеш, јас стално викам работи го тоа што го сакаш, не дека нема да работиш ниту еден ден у животот, ќе работиш, ама барем знаеш зошто го правиш. Јас стално викам барем не сум на шалтеру банка, со извинение до банкари ако има така. Ама тоа за мене е хорор филм. Канцелариска работа, јас да седам од 8 до 4, не можам едноставно, не сум тој тип на човек. И стално викам барем понеделник ќе дојде, тешко ми е 6 саба, ќе станеш темница, зима надвор едно друго, сикам чути, нема да гомна, барем не треба банка да дојдеш. Да. Доста идеш сала, какара кикери се смее, вежбате сите тука. Тренингче. Интересно е, да. И ми викаш шо би демек стално збориш демек тоа, шо би направил сега милионер си од утре. Што би сменил? Би престанал до стило да водиш салава до ова, она. Викам, веројатно што би инвестирал премногу пари у салата и би почнал подкаст, викам, тоа е единствената разлика, знаеш. Стварно? Да. Подкаст не си нормален, ти ова, одма така го имаш правено муавето некад на времето. Една година не е пред. Јак. И вика го си лутово, она, и сега до стило као со салава шо, као тренер. Таму би ги инвестирал куп пари у тоа да би изградил објект од нула. Тоа нема нешто по огромно да е мултиспорт, да може, знаеш, по-огромен, не фитнес центар, него спортски комплекс на некој начин, ама тоа CrossFit Academy. Да, кога би имал $1 милион, нели тогаш е многу лесно, најдоброто све, Rogue Fitness, дојдете, не прашувам за цена. Тоа би го направил и би пошел подкаст, ништо и ете го спектакуларно, мене не ми фали у животот да не знам шо, не ме пала тие коли, тие работи, такви некои скупи сати или ово, не ме дразни тоа, немам потреба такви работи, ништо поразлично не би правил, што правам сега. Може би се ослободил малку повеќе од сала и би фатил со трчање нешто таков тип, малце поише би тренирал. Значи сега си милионер. На некој начин. CrossFit коуч плюс подкастер. Да. И тоа сам да кажам. Да, што сум замислил као милионер што би направил, уствари не сум јас милионер, далеко од тоа. Ама еве, сум те упознал тебе, си ме викнал едно друго, се споиле коцки на некој начин, дали тогаш може си им посакал нешто се остварило, што ги викаш ти со универзумот, ама едноставно ете, и сега имаме подкаст, и еве збориме ние на подкастот во моментот тече епизода. И сега ти е тоа нормално. И сега знаеш како е? Порано беше пред 2 месеца. И ќе подкаст, да. Сега више сега е нормално. Кој ќе биде сега следен у понеделник? Да. Сваќаш више и на другите им е нормално околу тебе. Што они се навикнале, се враќаме на навика. Веќе ти 10-та епизода ова мислам, здрави уште 10.000 да снимиме. Да. Еве 10-та епизода 2,5 месеца. Значи уште малце ни фали за 100 дена да поминат. Да, и сега е лайфстайл. Идам у четврток да снимаме. Добро, готово се. Кој ви е сега, кој е оваа епизода? Тој. То бра, сами зашто ќе зборите ова за процеси навики. Топ тема, браво, бла, едва и чекам едно. Сега веќе не е прашање дали, него кога и што. Да. И сега е следната еволуција. Сега веќе имаме ние подкаст, што си разговараме тука. И сега што следно? Подобри камери, подобро, и сега влегуваш во деталите. Ама гледаш, пак, ама го долови автоматски моментот. Немаме конкретно цел. Нема Не. Да. Тука си во процесот и што ќе искочи. Да бе, дека нели тоа сакаш да го доловиш. Да. Кога си во процесот, не ти е ни фактор
резултатот. Него ни перцепираш како Да, тако. да, не е баш така, не ти е ни во перцепција. Знаеш, многу пати си кажеш, она преговараат, да отидам, да почнам, да не се упалам, да не со. Почни, тргни, јави се кај што треба да се јавиш, направи првиот чекор од процесот, отпочни го процесот. И тоа е нормално и не постои таков што не грешел, паѓал. Знаеш, и оние што ги ставаат како ти мислиш дека е патот до успехот, како е уствари патот до успехот, милиарда испреплетени ова или не. Да, ќе тргнеш, ќе се откажеш 2 недели, ќе нема да сега за вежбање се фатим. Не идеш на тренинг, се враќа, пак се упадев, леле, и се зајбав тоа, сега знам дека тоа се зајбав кога прекинав. Сега да не прекинам, за да не ме боли пак, и си научил нешто у процесот. И сега тоа знаење ќе го имплементираш. Нареден пат тргнува возот, пазев нареден, која па јадев леп со кајганата, па ја бе ова левов требало да се исфрли, па дознаваш нови работи, па исфрлаш леп, па си ослал 2-3 кила. Сега е супер ова, па идеш понатаму. Пак се усовршуваш и се тоа е never ending пат што вечно трае и затоа ние сакаме да ви го скратиме патот тука и за да овие грешки да се избегнат и затоа се добри овие искуства да се пренесуваат и затоа ние носиме гости што преку нивниот пат ќе ги отворат очите и ќе скратат туги патишта што сакаат да одат по истиот. И ти каже тука има стапица, тука не оди, вамо ќе ти скочи змија, немојте текнува и ти одиш по тој пат и smooth sailing ти. Нема, кога одиш сам по патот е нормално да грешиш, тоа не сакам да кажам не е ништо страшно и не е ништо невообичаено и не е ништо чудно. Тоа е спротивно, тоа е сосема нормално. И знаеш луѓе ќе се 10 дена помина, јас 2 кила ослабев сам. Добро, колку време ти требаше да ги ставиш? Ајде да се Леле, истото јас се како. Ајде да оздравиме на истиот начин како што се разболевме, има тоа е познато у овие билјард светот со што се коцкаат. Знаеш, ке тепа тој играат примеру $50, 3 партии си сум те победил јас тебе, $150 ми дојдеш и викаш ај све или нешто. Не. Ке оздравиш на истиот пат како што се разболе, партија по партија, пееш по пееш. Истото е за 10 дена. Се ти за 10 дена сакаш 10 години, не може така. 30, 20, колку и да е години у тој момент. А знаеш што е, никој тоа не знам дали го гледаш, што многу пократко ти треба да ги ослабеш за 1 година, ти можеш 30 кила да ослабеш лесно. Так. Да ги вратиш 10 години што си ги усрал. Ама ако ги поставиш у таа перспектива стварите. А ја како до истиот момент, исто ја на луѓе така ќе дојдат кога ќе ги чујам, се фрустрирам, брзи резултати, не да му пусти. текне дека чекај, сакаш нешто, значи не си задоволен со тоа што си. Ти си сега резултат на претходните колку и да е години што немаш праено ништо, значи 30, 50, 40, 20, колку и да е, 30 години не си правил ништо и сега си таков. Како сега да бидеш различен невозможно за 10 дена? Во таа перспектива 100 дена не се ништо. Нула. Значи 30 години не си живеел како што ти си сакал, се за 100 дена и сега си замислил некој крајен резултат, што е, ајде, грешка, ама пак нешто те мотивирало. Да. 100 дена за да се смениш, да се трансформираш. Ама процесот, кога ми кажа, имам ја quotes, сега ще ти кажа моите quotes. Иначе ова е недоговорено. Со Жаре, која беше само минатата или минатата недела, разговараме што ќе биде темата за нареден разговор и спомнавме нешто као верувај во процесот, верба, процес, навики. Толку, ништо друго не сме се договарале. Доаѓаме со забелешки двајцата, Жаре доаѓа со ноутс на телефон, квоти од филозофи, ја доаѓам со квоти од филозофи. Моите се од Сократ. Исто, на англиски ја кажам, после ќе пробам да преведам. Едната е The unexamined life is not worth living. Unexamined, неиспитан. Живот кој што не си го преиспитал, не е вреден за живење. Превод на аутопилот. Да.
тоа што често ја го кажувам, не живее по инерција, Да. од тука ми доаѓало, не сум ни свесен од кај доаѓало, од тука доаѓало. И другата, што уште поише ми се свиѓа, одмак ја преведам, ниеден човек нема право да биде аматер во ствари на физички тренинг. Срамота е за човек да порасне, да остаре, без да ја види убавината и силата за која што неговото тело е способно. Ја, не знаејки, мислам дека цел живот живеам по мотото на ова. И мене ова ме тера да мислам дека нема исклучок кај луѓето. Сите живеат у телото. Кога збориме да се трансформираш во нешто, за сите, ја бар мислам за секој. Не ме интересира дали ти се свиѓа, дали имаш мерак за спорт или за некакво движење, физичка активност. Мене не ме интересира. Знам дека сигурно секого го интересира да е среќен. Сигурно Нормално. секого го интересира да е здрав. Не Здравието е потреба. non-negotiable. Да. Не се преговара, нема исклучок на тоа што го сакаш да не вклучува физичка активност. Пред 2500 години го кажале ова луѓе. Пред 2500 години што рекле друго? Олимпиското мото. Побрзо, повисоко, посилно. Faster, higher, stronger, или како и да беа латинските. Не против, не повисоко од тебе, не посилно од оној. Побрзо, повисоко, посилно, точка. Толку. Толку. За себе. Што и да си сега, посилно. Повисоко, посилно. Побрзо. Побрзо. Кои да беа. И сега го кажуваш ти, ја спомнуваме темава, и гледаш и ти одма отиде на навики, на процес. Мене зашто ми текна? И кажи ми дали ти често со тоа се соочуваш. Ки му кажеш на некој, треба да веруваш во процесот. И дали ти се случува да те гледа ко теле? Да. Ама Не ме мислат сите дека е тоа дојди, оп, ајде од отиди. една страна и управо е. И јас често се фаќам така, ќе прочиташ некој квот и ко теле. Што дека си го кажал? Што значи? Да. Верувај во процесот. Па сега јас често им го Што си објаснувам кажал? процесот и што треба и за тоа Ништо не си кажал. 3 месеца. И ја, ако ми дозволиш, мини образложение да го објаснам за ако некој го чуе тоа, да не ме гледа ко теле, што точно значи, бар ја како го разбирам и како го живеам животот. Ја екчуали вака го живеам животот во себе, кога кажувам верувај во процесот, да ги разглобиме термините, процесот. Ајде. Од аспект, и ова е од аспект на физичка активност, тренинг, инволвирање на телото во твојот живот. Премногу современиот живот, материјалистичкиот поглед на светот го има фокусирано нашето внимание да живееме само во умот. Се ни се случува во умот. Во некој верс. Задоволствата ни се во умот. Се што живееме е некој си ментално задоволство. Гледаш ли се е некако вниманието ни е овие апарати. да вниманието ни се скоро исклучиво кон надвор насочени. Фокусот. Да, имаме сензори, сетила, што од надвор примаат информации и затоа мислиме дека, окей, тоа е светот. Ама не е така. Вниманието е и кон внатре. И сега што е процесот? Ја ми текна да искористам така од аспект на инволвирање на телото, кое што со секој атом вриска со сигнали кон нас кои што не ги слушаме. Не е ова еднонасочна улица, мозок, мускул и толку. Ја ќе му кажам на мускулот,
направи ова и толку. Не. Мускулите даваат сигнали назад, органите даваат сигнали назад, кои што сме научиле, сме ги одучиле да не ги слушаме. Тоа ме води кон, за мене, што значи процес. Надградувајќи се на твоето објаснување дека мора да се посветиш на навики, ја би додал, кога ќе се посветиш на навики, тоа прави го апсолутно целосно обземувачки. Идеш на тренинг, не со телефонот у рака, па да си скролам, не да си мислам на нешто друго, или не. Со целиот твој фокус, тело, ум, дух, all in, целосно обземен, биди во тоа што го правиш. Пример, чучање. Навидум една од наједноставните вежби, затоа што природно луѓето треба да ја прават, да чучнеш, да земеш нешто од земја и да станеш. И да речеме, почнуваш да тренираш. И си се посветил на 100 дена да створиш навиката. Нема да ја створиш, ако не си целосно обземен. Баре ја така верувам. Што значи да си целосно обземен? Почнуваш. Пример, првите денови, се надевам, некој од страна ве гледа и ви кажува како се прави чучање, да не се скршиш уште на втор ден. Океј, си го направил движењето. Поминуваат неделите, сега веќе треба, движењето го правиме, сега треба тегот да го кренеме. Тука си, го мислиш тоа. Аха, чекај, мора да се зглобот со коленото ми е врзано со кукот, тегот ми стои тука. Вака се зима. Поминуваат неделите, како што рече ти. Мозокот брзо ќе си направи шорткатс, ќе си го вреже длабоко тој нервен алгоритмот сам. Ева, ќе си апдейтува, ќе си го вреже, нема да треба. Значи, првите денови целиот фокус ќе ти биде на тоа. Па ќе направиш шорткат, па ќе ти ослободи простор на фокусот. Сега тој фокус на друго треба да го насочиш. Продолжи да го насочуваш, иди дале. Имај свесност за положбата на телото во просторот. На целото тело. Па вежбај, поминуваат неделите. Сега имаш свесност на поединечните делови од телото. Чекај, ако го наместам грбот понапред, не стега, види. Ако тидам назад со тегот, види како ова. А ако пробам вака, тоа значи целосно обземеност. Не мислам на другот. Го пробувам да осетам како кое е чувството да го осеќаш мускулот на грбот. Да. Кое е чувството да го осеќам квадрицепсот во моментот на кревање од чучање. Поминуваат неделите. Фокусот уште повеќе. By the way, ако приметуваш во процесот, веќе го тренираш и умот. Ова е вештина што луѓе ја немаат. Вака се ствара таа вештина. Преку таа физичка работа низ процесот физичка работа што те форсира да си тука со целото твое внимание. Не ми рачунај други, не чекај да не ми мери минути. Целосно си обземен во процесот и поминуваат неделите, поминуваат месеците, луѓе после одредено време. Јас имам свесност за поединечни мускулни влакна како се однесуваат. Не како другачие да ви го доловам ова. Ова е вистина. Ова не е прераскажување теории, ова го кажувам од правење и од осеќање. 20 години понатака јас сум во таква врска со сопственото тело. Ама извини, ги те прекинам. Колку години кажу? Не знам, 20 живот. Години. Живот. Така? Ја ова 20 ги кажав на 60. Некој да речеме сега ќе почне и го тера процесот и обзенеме од процесот и после 100 дена се трансформирал и ова станува лайфстайл. Не се 20 денови. Не, ова е живот. Години. Да, живот. За сега и најмали разлики да ги осетам
многу пред време, можеби потенцијално нешто се случува во коленото што за 6 месеца ќе биде повреда. Ја нема да бидам изненаден Знаеш да на разграничиш 60 години да ми се скрши кукот за тоа што сум прднал. баш. Не, ја имам конекција со сопственото тело, мене фокусот веќе толку ми е истрениран кон внатре. И by the way, јас само чучаен го кажав како пример. Каде е endurance, каде е менаџирање на енергетските системи. И ова ќе им звучи science fiction на луѓе. Јас кога возам точак 4 сати, ја можам да осетам, не да калкулирам за тоа што сум читал некаде. Јас осеќам дали трошам 400 калории од јаглехидрати, а 300 од масти, или 600 од масти, а 100 од јаглехидрати. Ја го осеќам тоа, не ми треба real time гликоза метар. Ти мера, да. Ја го осеќам, не можам како поинаку да ви го долам. Тоа за мене значи процесот. Тоа за мене значи верувај во процесот, посвети се до тој степен за да се трансформираш комплетно. Тоа е таа трансформација и зошто верувам дека нема исклучок кој ова да не го прави. Заради ова треба секој да го прави. За конечно да го врати и телото во формулата, во тоа на тоа тело, ум и дух. Премногу живееме само во умот. Тоа за мене И најбитната работа што ја е дава процесот. процесот. Најбитното нешто што нема пари на све овој свет што може да го купи. Искуството. Искуството е, како што кажа, 20 години. Ти знаеш колку е многу 20 години. Нешто да правиш. 20 Абе, не е ни години. 20 човек, 32. Уште поеш. Јас сум 39 и го Од памтам 7. Јас денот кога што кога сум сум жив, почнал. Ја кога што сум жив 32 имам, ти толку време. Памтам денот кога сум почнал на 7 години, се запишам на кошарка и јас сум 32 години носам, ма јас И јас на 7, 30, 25 е мојот процес. сум се обземал, јас не слушам музики, не гледам на телефон измеѓу сетови. Ја стварно, Мислите луѓе, си верувајте сам со или себе. не, ја може се возбудувам вака, ама има причина зашто се возбудувам, затоа што премногу луѓе гледам ко ти што проба да доловиш. Ке почне и, ама ова кога ќе биде? Нервоза тебе ти За ствара. 20 дена ќе биде. И у старт почиња да преговара. А мора ли секој ден? Да. Ама готово, ич не почнувај. Ич не почнувај ако уште сега не си ни почнута ми преговара. А мора ли саат, може ли 15? Не си спремен, Не. не си спремен. Дојди кога ќе веруваш. Јас стално викам, ќе дојат кога ќе се врати Дојди човекот кој ќе Кога ќе свати. веруваш. Сега ја имам сега цел секшн за тој првиот дел од темата во верувањето. Значи ова пробав да доловам што за мене значи процесот. Ама мислам дека и ти имаш и ти сега за процесот да го елаборираш, За да процесот, не преминам ја на верувањето. за оној момент на луѓето кои се споредуваат. Има comparison is a thief of joy. Значи, споредувањето е крадец на среќата, на радоста што има. Се не можам бе, јас сум почнал точак да возам еден месец, лупам пример и сега да кажам, ема томе, тоа, вамо тамо, кој киде онде за волко каче водно, сега викам, тапа сум ја, ќе престана. Добро, ја ти колку дигаш, ќе ми каже, бе, остави ме мене, бе, човек. Да. Кросфит има 10 години во Македонија, јас 9,5 вежбам. Значи не се споредувај не со мене, со оној, со столе, со петко, не е битно. Глеј си го својот пат. И твојот почеток е тука. И не се замарај. Зашто да се споредиш со некој на 15 скалила кога ти си на второ? Нормално дека е повисоко на 15 скалила. Па ете го олимпиското мото. Да. Побрзо, повисоко, посилно. Не од Точка, било кој не друг. Не. не повисоко од него. Тука затвара. Тоа е тој момент што сега за жал и акцентирам премногу со социјалните медиуми, затоа што се што сите прават е условно кажано некој тип на споредба. Тоа. Видете, јас чушнав споредувањето. толку. Види, јас ваква кола купив, за друг ваква од животот, за друг сегмент, не е важно.
ја патував онде, знаеш, и се луѓето се споредуваат и верувам јеби га валјда и за тоа таа депресија и овие малце емптап у задниве 5 години. Со не задниве 5 него од создавањето на iPhone од 2007-2008. Така, Статистиките десетина. така кажуваат. Од искачањето на смартфонот, тие работи се малце по Анксиозност, појачани, депресија, губење Зашто? Зашто смисла. луѓе се споредуваат, што никој сами од себе нема во најлошо светло да се стаи на социјални мрежи. Нема ти како Аха. си никој не става failed lifts. Пробав 150, фейлнав. Леле, не успеав. Што добар клип ќе беше. Знаеш, се нервираш зашто не успеал за клипот, а не зашто техниката или негде се манькало. И што прави тоа? Тоа ја прави споредбата. Тоа е споредбата. Ојле дојле дигнал волку, овој направил онолку. Супер. Глеј си го твојот пат. Зашто, на пример, со процесот, ќе кажам уште еден банален пример. Шо ако сега утре стане некој тренер на некој кошаркарски тим, лупам, и целта годината е да се шампиони. А системот и навиките и процесот што се дешава од пред да почне тренинг камп до задњата утакмица финале, нема врска. Нас цел ни е да бидеме шампиони. И сега каснат на тренинг, глупа некоја програма, играат на два коша цело време, нема дрил, одбрана не се става акцент. Се тоа се работи што носат победи у кошарка. Замисли обратно. Добро, титула е, тоа е за сите име цел. Кој не му е цел да освои да биде шампион кога почнува да игра. Веројатно може на некои мали клубови што сакаат опстанок да изборат. Толку. Што имаш ти со таа работа, тоа е надвор од твојата контрола. Затоа и навиките се многу битна работа, затоа што многу работи у животот не е базирано само на тоа ти што ќе направиш. Некојаш јеби га, друже, среќа е, тоа е. На право време, у право место, а нели кажавме оној пат, подобро спремена да нема шанса, него не спремена да дојде шанс. Ај сега ти контролирај го тоа што го контролираш, нели затоа и се 5 фактори на здравје тие што се, затоа што се во твоја контрола, ти го контролираш тоа. Среќата е надворешен сорс, среќа, никој не знае да го објасни, среќа едноставно, се десило нешто, јеби га си поминал. Ама среќата не ја контролираме. Ај ние да го се фокусираме на навикиве и на процесот, нешто што можеме day by day да го структурираме и да го разложиме на најмали чекорчиња и скалила Во твоја контрола. во твоја, што можеш ти се прво да скалила овде, супер, да стигнам таму треба да направам тоа, тоа и тоа. Правиш тоа, тоа и тоа. И ти си на првото скалила. Што треба да направам за второто скалила? И така натаму до бесконечни скалила се, нели нема крај. Али кога тие работи ќе се средат, кога тимот ќе почне да игра одбрана, ајде сега фокус на одбрана. Зашто одбрана? Спушти се устав, како се игра, расшири ги рацете, направи бркање, ова, па кондиција вежбаат, па за да бидеш добар одбрана, мора си физички спремен. Ај си на тој. И се отклучуваат нови работи и нови, што ти треба сите што се во твоја контрола, ама има пуно работа, јебих. Али, ако си willing и што кажа ти да се обземеш со процесот, со овие ситни чекорчиња разложени, тимот ќе почне да игра одбрана, со добра одбрана иде контри, иде нападот ти олеснат, лесни кошеви, не се троши енергија, тимот се навикнува, затоа што јас како што се обземувам со одбраната, да речеме, у тимот, така се обземува и Станко, и Петко, и други. Се сите работиме у кохезија, нели, како едно сме. Кога тие работи ќе се испеглаат, ние сме многу полесно и поблиску да доеме до шампионската титула на крајот на годината. Него Која да што кажеме доаѓа како side effect. како side effect, браво, затоа кај нас у CrossFit Скопје стално кажувам, вежбај за здравје и пази за здравје на исхрана, телото убаво е side effect, нели? Ќе се деси, не може да не ослабиш ако пазиш секој ден најден и вежбаш. Телото ќе дојде у килажата што треба да биде. Ако јадеш секој ден по една торта и лежиш по 12 сата плюс 8 што спиеш 20, нема да имаш, ќе биде телото некоја ненормална килажа што постепено се накачува и нема да го добиеш до посакуваниот резултат. Процесите и навиките се многу едноставни, тука се. Нема quick fix, не постои, нема како да ти го објаснам. Нема. Не постои. Да беше апче ефектот што го дава вежбањето, цел свет ќе беше навлечен. И сите ќе пропадневме. Имаш чуено од Сите се. од Питер Атија? Не. Апче некој е тоа, но Не, така прави споредба. така прави споредба. Не, усвари така некако беше. Откриле лек за 5-кратно намалување на
сите морбидити, како го вика оно? Коморбидитет. Коморбидитети на сите петократно, значи 500%. Аха. Откриле за шекер регулација, откриле за Холестерол, ментална чистина, Mental clarity. clarity, да си брз и јасен во мислите, работна меморија на мозокот зголемена, не знамо, и набројува. Најден лек. Да, демек, најдено, ова се знае, волку истражувања го потврдиле тоа, волку... You wanna know what it is? Exercise. Толку. Тоа е апчето. Ама да апче Exercise. сите ќе го пијат. Физичка активност. Да апче сите ќе го пијат. Ќе Вежбање. плаќаш пари колку треба да плаќаш. Без исклучок. Без. Него живееш животот во целост, ако телото ти е извадено од равенката. И тука, ако ми дозволиш, ја ќе се префрлам на верувањето. Ајде, изволте. Оти исто, Ова е Во- верба, белив, така му да? да. Дека Да од таму веруваш во почнавме, процесот, уствари, да. дека таму почнавме да веруваш во процесот. И пак ќе се вратам на примерот која луѓе некојаш со право те гледаат ко теле кој им кажуваш, затоа што зборовите сами по себе ништо не значат ако не даеш пример, ако не пробаш да доловиш малку поинаку и повеќе што уствари сакаш да кажеш. Пак од мое лично искуство тргам. Верувај во процесот, вербата. И не джабе речников у наредниве неколку минути ќе звучи, не знам, религиозен, затоа што некои од ствариве стварно за мене се духовни. Имаат друга длабока вредност. Джабе збориме. Која, сега да речеме некого треба да убедиш да вежба. Нели тоа ни е целта. Да. Од секоја епизода бар еден Мотото. да реши да си го смени животот, ние сме среќни. И затоа се обраќаме кон сите. Арно ама, тој некој може ќе гледа, може ќе рачуна, спомнавме, треба да не преговара од одма. Ај ќе пробам, ама не икам толку, сакам волку, ич не пробувај. Значи не си спремен. Ама мене, ја не сакам тоа да го правам, не ми е мерак. Кој сме ние? Кој те прашува? Кои сме ние како луѓе и кои сте вие и ние и сите толку егоцентрични, арогантни и кралеви на светот да мислиме дека секогаш треба да правиме тоа што сакаме и тоа што е убаво. Не која е таа логика? Ама ја не икам тоа, не ми е убаво. Ама кој те праша? Се во светот апсолутно секогаш треба да... А мора ли тоа да го јадам? Не ми се свиѓа. Мене не ми држи вода тоа, човече. Секој оброк до крајот на животот, 3 пати на ден, 100 милиони оброци, сите за секогаш најубави да ти бидат. Која е логиката тука? Значи, у старт не е тоа. Не си спремен. Ако тргаш од таа гледна точка, бар биди свесен дека тоа е резултат од комоцијата што современиот живот ја нуди. Ако си свесен дека тоа комот, ќе бидеш благодарен. Тоа што ти имаш јадење у било кој момент од денот, не значи дека треба да јадеш у било кој момент од денот. Само нек ти текне дека до пред 100 години многу од овие луксузи не постоеле. Баба ти и дедо ти прашувале, а не ми се јаде денес. Леп. По 200.000. Поквасен у вода. Или врати се 1000 години. Не ми се лови. Морали 3 пати да јадеме. Кој бе 3 пати биди среќен еднаш у неделата кој јадеш? Не ми се лови. Кој те праша? Ние сме еволуирале така да живееме. Тоа е таа целосна искористеност на потенцијалот на телото. Искористи го телото. И пак ќе кажам, џабе збориме, ако не ги земеш сите овие информации,
и да увидиш во себе, најди го нештото во себе, оти сигурен сум дека сите имате моменти во животот кога си седите и нема поента. Ни животот, тупо чувство. ни смислата, и сите бараме нешто, и изгубени сме, те средовечна криза, те 30-тите криза, те 70-тите криза, се пубертет. некакви кризи, све. Сигурен сум дека секој човек, јас вклучително, има моменти у животот кога се соочува со такви мисли. Најди ја таа, собери ги сите овие примери, најди го тоа некое жарче во себе, што ќе ga почне таа верижна реакција за во моментот кога ќе решиш да превземеш нешто, да го инволвираш телото во твојот живот. Физичка активност, вежбање, да си обземен и да веруваш со целото твое тело и ум и дух во тоа. Ја на тоа мислам кога кажувам верувај во процесот. Не да ми рачунаш, да ми броиш минути кога ќе заврши. Не да чекаш да ослабеш 3 или 7 кила за 7 дена. Не да ми преговараш морали 3 пати, морали 2 пати. Ако ти влезеш во таа трансформација, почнувајќи од тоа целосно обземено верување, што е Еве банален пример имавме прошлата епизода гостинот. Кога се скршил. У кревет 6 месеци. Само ви чекајте, дајте ми времена. Верувал Скршен. унапред. Не му значило дали е 6 месеци или 12 месеци. Дајте Верувал, ми време. дајте ми време кој ќе дојде. Ќе дојде, а И ќе за дојде. тоа е така како што е. Да. И за тоа сакам да кажам, ако не сте таму, ако не сте во таа фаза, во таков мајндсет, џабе ќе почнете. Ни 100, ни 30, ни 50 дена нема. Ќе направите нешто, ќе се врати, некој друг ќе биде пак крив. Кај ќе го фокусираш фокусот? За мене тоа е верување во процесот. Процесот го објаснивме што е. Верувањето ја пробувам вака да го доловам, за тоа што, и пак сега ќе се вратам, мотивиран сум од едни други quotes. Овие се од Бил Бауерман, е легендарен атлетски тренер од Америка и е коосновач на Nike, by the way. Он е у подрум сам ги има првите Nike Филмот со направено. Стив Прифонтейн. Стив Прифонтейн филмот. У еден момент Бил Бауерман кажува вака. Ова на англиски па преведеме. Ќе се обидам. Become a student of your event. Еве го тоа, целосно обземено. Студирај го тоа што го правиш. Во овој случај збори за трчањето. Ќе кажам running, ама ова значи за било каква активност. Running, one might say, is basically an absurd pastime upon which to be exhausting ourselves. Што и со право многу луѓе ми имаат, кажам, што трчаш бе, абсурдно е, зашто? Трчаш со сати, акаш, кој не нормален со сати. But, if you can find meaning, значење, in the kind of running you have to do to stay on this team, chances are you will be able to find meaning in another absurd pastime, life. Ете го тоа, кога сите си седиме у некои моменти од животот, соочени со некакви си меланхолични мисли на што е поентата, што е смислата на животот, има ли значење сето ова и зашто да вежбам, кога утре па нешто ќе се случи, нема. Значење, meaning of life, значење на животот е животот. Процесот. Живеењето. Тоа е значењето, нема друго. Нема големо некој да ти каже Нема revelation. Не дека ја проповедам са некој месаја, кој знаеш што, ама тоа е. ама на крајот тоа е, на денот. апсурдно е, да. Апсурдно е, затоа што џабе го бараш. Тоа е, животот е тоа. Живеј го. Не само тука у главата. Некоја Не само иднина. живеј го во целост, со тело, со сето, во конекција со себе,
И тогаш процесот ќе ти дава задоволство. Тие допамини, хормони, хемии што наукава само си ги истражува се повеќе и повеќе, не мора ни да ги ќе си ги осеќаш сам. Ама сега То- барем ги има и научно. Дека вистински. Да. Дека Сега не е бар- залудно тоа трчање што трча. Да, сега бари и докажано да, тие хормони го движат тоа и Заради затоа се ова осеќаш трчаме. така. Тогаш и процесот ќе ти даде задоволство и на крај кога ќе сватиш ти преска кажа го ували убаво и нема крај. Нема. И ќе сватиш дека нема крај. Не 100 дена, не 10 години, Секогаш не нов 3 спрат недели има. челендж. Нема крај. Ама ако си ја доживеал трансформацијата, И не Да бара ти на крај, ја стане- не сакам да има крај. така, да ти стане лайфстайл, физичка активност, инволвирање на телото заедно со умот. И кога процесот ќе ти биде задоволство, фактот што нема крај ќе биде извор на среќа, Уште појако. не на депресија. Затоа што нема крај оваа убавина. Значи цел живот, ако ја го посветам на ова, ќе го жнеам задоволството и среќата и исполнувањето. Ја често со гостите сум толку благодарен и го користам тој термин како да имаш вака кофи што треба да ги исполнуваш со задоволство, со исполнителност, со некои убави чувства. И нема крај на Нема. кофите, на местата, нема крај на задоволството и исполнувањето на животот што таа трансформација и тој процес го дава. Затоа нема исклучок. Затоа секој треба да прави. И затоа се вика верувај во процесот. Бо кажа ти нема крај. Ќе стане лошо, ќе ти биде мука. Бурата ќе помине. Секогаш. Фала. Нема исклучок. Знаеш кој ќе ми кажат некој така, леле тешко се овајкам. Издржи во третиот сет, тука е бурата. Еве ја доаѓа. Издржи го овој сет, кога ќе дојде четвртиот, многу си поблиску до петиот, крајот е тука блиску, поубаво ќе се осеќаш. Третиот сет е она гадното, страгалот ментален. Rest at the end, not at the middle. Бура е, ќе помине. Секогаш проаѓа. После дождот што иде? Сонце. Фала. Денот кога почнува? Во 7 сабајле, 5 сабајле, кој изгрева сонцето? Не, од 12 На ние полноќ. на вечер го викаме. На полноќ. На полноќ. На полноќ шо е? Сонце има, изгревано сонцето? Мртва темница е, потемно не може да биде. Ама it's always darkest before the dawn. Секад темно Секогаш пред е најтемно пред зората, пред да изгрее сонцето. свет. Да, пред да заврши вежбата од 5 сето и во третиот е одвратно. Тука е 12. Па идеме понад. Се разденило, завршило, почнал нов ден. Сме се разбудили ни од спии. Значи, и оваа бура ќе помине. Тоа е многу битна алатка што мене многу ми помогнало и кога трчав полумаратон и сега ќе се спремам за Тара, идеме на обстикл корс во Мгм. Тара, дали у Босна, појма немам кај која држава. Планина. Тара е Србија. Србија е Тара. Тара е Србија. Србија, некој Босна, вие Србија кажаме коригираат Босна, еве на Тара. Може на Има граница. обстикал корс 12 километри. И ќе се спремаме за тоа и секи кој се спремаме за полумаратонот нашиот Скопскиот. Истото беше тешко ти што трчаш, се спремавме Палас, Жабар, не Палас, Влае, Мгм. 5 километри назад, Мгм. па до Палас, па до Жабар. Мгм. Ти сега кажеш си почнал си 16. се вратил 10 километра и кажеш леле, колку е близко и не ми ја колата паркира. Ќе помине бурата. Ќе тргнеш назад од Палас, знаеш дека е тука крај. И тука свесно мораш да си ги изборуваш овие работи. И да, ние не викаме дека е лесно, не е лесен процесот, да беше лесен сите ќе го правеа. Сите ќе има супер фит тела и ќе беа супер атлети и целиот наш свет ќе беше најздравото место на живење и не знам што. Ама не е воопште лесно. Боли, утре дента боли, има упала, има ова, има она, ама и тоа ти е убаво. Се навикнуваш. И Убаво тоа ти е, убавината да, си ја бараш. Да. Ама сум упален, ги скинавме крајте вчера, не?
Джиле А кој ќе мова, знаеш порасна. како абсурдно им звучи на луѓе што не ја доживеале трансформацијата. Да. Ама луѓе мора да го направите тој скок, затоа е верба, затоа што е скок на слепо. И затоа Leap од of вас така, leap of faith, скок од верба. Седите и се мислите, ама чекај сега, ова ми е комотно, ама ако почнам да го правам тоа, ќе го изгубам ова, ама што ќе добијам ако бидам па тоа верзија на човек? Не, тие се абсурдни муабети. Ти си овој човек сега, од оваа перспектива го вреднуваш тоа што го вреднуваш тој некој си комот, и страв ти е дека може ќе изгубиш нешто што сега го имаш, ако бидеш таа верзија на човек. Ама ако бидеш таа верзија на човек, ти веќе не си на оваа, ти си ја изгубил таа перспектива, веќе ја Сакаме немаш да таа излезеш, перспектива. да, од таму. Нема сега си тој другиот човек. Тој другиот човек има други перспективи. На тој другиот човек тие неубави моменти му се извор Што на зборевме, среќа кој си и на другото ниво исполнување. на процесот. Така. Level up. И затоа мора да е верба. Затоа мора од тебе целосно обземено да потекне, за да се случи трансформацијата, за да дојдеш во таа другата верзија од човек. И тогаш ќе ти стане јасно. Ако сега ти звучи абсурдно, значи не си таму. Да. Ама има еден куп луѓе што ова не им е абсурдно. И кога викаме не бегај од лошо, од тешко, на тоа мислиме. И за тоа ти реков фала што го кажа тој момент. Некад ќе ме или не знам ладни тушеви. Ама кои се физиолошките бенефити на ладниот туш? Ама што ме интересира бе, друже? Не ми преговарај. Напрего, со си подобро, да, топ. Напрего затоа што не икеш. Толку. Да. Јас за тоа го правам. А како луѓе кажува дека е добро тоа? Значи има бенефит. Ама што ако правам волко? Не преговарај. Чека бе, не си на светско првенство утре и само ти и уште еден сте на светот и сега те интересираат задните милилитри на бенефити да ги израчунаме, што израчунала медицина. Чекај. Не преговарај, прај го затоа што затоа што не кеш да го правиш. Види ја таа слабост. Ти си ментално слаб ако до таа мера не икеш и одбиваш да се полиеш со ладна вода 30 секунди. Не ми барај медицински истражувања. Само тој факт види го. Колку си ти слаб и во која верзија на човек си у моментов, што со цела твоја битие бегаш од фактот на 30 секунди дискомфорт. Па само за тоа направи го. Или на 1 сат тренинг. За да ја имаш таа победа. Не за мене, не за тоа што жаре прави и не за тоа што некој стел на Инстаграм. Не, затоа што си видел за себе дека си слаб. Види бе од што бегам. Види. И by the way, ладна вода го користам само како пример. Исто важи и за станување у 6 да тренираш. Да. Или да отидеш на тренинг затоа што не ми се тренираш колку не ми се тренираш, се зафатив сега, реков, squat every day. И на не знам 27-30 ден сум, squat every day. Ама имам и возење точак, имам и не сакам да правам. Не ми се прави чучањ секој ден. Како се правите болат нозете? Не ми се, знаеш како се сам шамар си мам, седам вака, 7:30 сум однал керката на школа и почињам си преговарам, ај прво ќе пијам кафе, па ќе дое фит гуру у 9, ај ќе јадам прво, пол стомак, да. после ќе чекам, ќе отидам у 10, ама чекај работа да фатам, јоп, ко со ладниот уш, каде бе, ало? Ало 7:30 е. Значи, кајтер, луѓе, за тоа зборам, може вака и арогантно. Тргам од себе, тоа на себе го правам, и за себе го мислам, и за себе се фаќам кога сум слаб. Каде со кој преговараш? И by the way, 32 години атлета, кој што седи и не знам од каде е тоа, се присутно е во универзумот. Тој предизвик за цело време да нешто ти кажеш, седи бе Мирен, седи бе, гледај што е убаво. Оп, не, за тоа ќе станам, ќе направам. Исто и со ладен туш, исто и со еден куп ствари. Не ми барајте, ама зашто, ама како, а може ли 5 минути, не си таму.
А ако си трансформиран, ако веруваш во тоа, идеш и го правиш. Ама и тоа ни останато од пред 2000 Ни години. еден ладен туш не ми бил убав до сега. На кој му е? Ни еден. Ама секогаш после ладниот туш, колку ти е убаво? И пак, знаеш, некој ќе си помисли, да, убаво е, ти доаѓа топло, ти доаѓа допамин, ти доаѓа и трае допаминот до... Не. Убаво ми е затоа што знам дека пред 30 секунди Не сакав да. бев слабак Да. и го победив тој. Таа Стапаницата верзија од од мене. човекот што не икеше, ја победив. In your face. А и утре што има? Што има утре? Ти пресекол некој пат на улица. Фала. Да си жив и здрав. Да си жив и здрав. Ама и тој момент има пак тука delayed gratification. Пак треба да платиш цена за после тоа. Ти како каже, ниту еден не ми бил убав. Плаќаш цена, добиваш, се тука е случајов, малце побрзо добиваш. После 30 Да. секунди Да, одма има. облекуваш наплив. некаков тип на облека, ако е со долги уште побрзо, ако е со кратки поспор, искачаш на сонце. Опа, не е толку топло надвор сега. Убаво ти е малце лето, например. Супермен си, човече, у главата Топ. си супермен. Ама и сега со овие физики, science науки, што ги кажа. Само ги докажуваат ефектите. 200, значи 200% го покачува допаминот, серотонинот и што уште не. Да. Што луѓе пијат апчиња за тие работи. И трае после не знам колку Ама време. овој трае и не ствараш толеранција на овој допамин и на Да. ендорфини, на серотонин што и да не. И после Само еден пример, да. веžбањето истото го прави, кој се исподиш тоа задоволство и ладен туш у денот и да си се истегнал и си завршил работа. Си завршил работа. Тоа е тоа. Ја ги поминав моите забелешки. Ти провери си нешто да не забориш. Уште една само за delayed gratification имам. Зашто Delayed gratification. Одложено задоволство? задоволство. Одложена награда. Одложено Зашто награда. е тешко да направиш добра навика, зашто е лесно да направиш лоша навика, тоа го кажав. Ама тоа ни е врежано исто пред 2000 години. Зашто тогаш било прво најди за солниште прво. Ако е топло тука, легни спи. Ако има јадење, изеди го одма, може нема да еш 5 дена, ако што кажат ти еднаш неделно јаделе. Има јадење, од изеди таму го. е, аха. Сега тука имаш маркет со 950 милиарди јадења, ама тој од пред 2000 години памет и таа еволуција и тоа што е врежано во нашиот мозок си стои и не си оди. Сега ние сме во овој модерен свет со 1350 статистики и научни докажувања што све не. И можеме свесно и знаеме да позитивно, па ќе кажам, го манипулираме све. Да. Добра навика 100 дена. Еве, нека не се 90, 100, убава бројка. Лоша навика, лесно е да ја створиш зашто лапаш одма, плаќаш цена покасно. Добра навика, тешко е да ја створиш, зашто плаќаш цена, кој сака да плаќа, да добие за се кола на ново, нека иде дека купи сега Ама некој. одложено, ја За добиваш. година и пол ќе дојде, може и цената поголема ќе биде. Буквално е моментов тоа за добра навика. Значи плаќаш сега, кој знае кога ќе ти стигнат бенефити. Ама ќе достигне. Ќе стигнат. Одложено. Не Задоволство. се споредувај со другите, ако ти наскалило едно не наскалило 15, ништо корисно нема у тоа и не се ни споредувај точка. Споредувај се со самиот себе и победи некој, ако било 30 секунди вчера, нека биде 31 денеска. Да. Big deal, секунда поише си испад. И за delayed gratification, за одложено задоволство, дека уствари у овој момент сите тие работи ние му направивме на овој мозоков, наши целава еволуција малце reverse engineer модерно во општество. М? Зашто сега све е со delayed gratification, што е добро и корисно. Зашто што тогаш може немале за јадење Аха, да има, аха. морало да улови некој, ако има јади, кој знае, може нема да, Да, утепаш да, ник, да. може ќе умреш. Да. Имале пократок животен рок, че ќе те изеде лав Да, или да, да. тигар за 5 вака. И не знаеш дали утре ќе преживееш. М. И сега модерно што се тоа е обратно, не јади све што не бутај у уста секое јадење што ќе го најдеш, зашто ќе бидеш дебел, тоа немало дебели луѓе, од што да е дебел. Нема Да. калории, кај ќе ги најде да ги роди. Да, да. И сега општество е све обратно. И се пак 21 век, 2023 свесно го знаеме, гледаме, читаме, учиме. Ајде да го искористиме позитивно, да го изманипулираме се во ово и за тоа ја правиме епизода и да отвориме очи ако Така некој не е. го знаел ова. Примени ги сите тие информации
биди свесен за себе, патали другите и така и ќе завршиме. И верувај во процесот. Верувај во процесот. Толку од нас. Толку имаме за денес, дечки. Фала уште еднаш што не изгледавте и слушате и оваа епизода, па до наредна недела. Поздрав! Поздрав, имајте убава вечер.